Освен за редовно вработените, задолжително да им се плаќаат придонесите и на сезонците. Ова е нешто што треба да почне да се применува час поскоро за и овие луѓе кои работат само кога за тоа ќе ги побараат, да може да остварат право на пензија. За поефикасно и гарантирано плаќање на нивните придонеси, газдите бараат измени во Законот за социјално осигурување. Се работи за една можност работодавачите кои вработуваат сезонски работник, наместо да го пријавуваат однапред во агенцијата за вработување, тие да купат ваучери, купони од овластена институција, најверојатно Управа за јавни приходи или Министерство за финансии, и со лепење на тој купон на самиот договор за работа ќе биде платен придонес. Иселувањето, малите плати, но и многото учени што регионот ги има, во небрано ги ставаат газдите, па работници, особено за извршување на сезонски работи, кај нив има се помалку. Во Центарот за вработување во Штип во моментот имаме 2110 невработени активни баратели на работа, но најчесто слободните работни места се за продавачи од текстилната струка. Значи, во последно време имаме еден мал проблем со недостаток на општи работници. Значи, работници со пониско образование што ги бара стопанството. Само во текстилната и кожарската индустрија во моментов фалат околу 2 до 3000 работници. Покрај текстилството и кожарството недостиг имаат и во земјоделието, и во градежништвото, и во производството на мебел, и во хотелиерството, и во трговијата на мало. Значи таму фалат касиерки, фалат уредувачи на рафтовите и така натаму. Во сите тие сектори, кај што се разбира се помали платите за разлика од другите сектори, има недостиг на работна сила. Инаку, жителите на регионот не бегаат од сезонска работа, но наместо Македонија, тие ја бираат главно Италија. Само за сезоната на берење грозје или јаболки, одовде заминуваат околу 5000 лица.